Обвинетите за двојното убиство направиле проба колку време ќе им биде потребно за да стигнат до зградата на Наум Нумовски Борче, каде живеела малолетната Вања, 3 дена пред да ја грабнат и убијат. Ова обвинителството го докажува пред судот со видеоснимките кои ги презентираше на рочиштето. На 24 ноември 2023 година во раните утрински часови прв на камерите регистриран Владко Кешишев, кој полни бензин во пластична туба на бензинската под железничката станица во Скопје. Неколку минути подоцна се забележува Реното Кангу, возилото кое било позајмено за користење во партијата Десна, а по 6 часот и украдениот Цитроен од Джежовски. Возилото со велешки таблички доаѓа од Маџари Триангла до зградата каде што живее Вања. 3 дена подоцна, односно на кобниот 27 ноември 2023 година, околу 6:30 сабајле, синиот Цитроен тргнува од Чаир преку мостот Гоце Делчев, доаѓа до улицата Орце Николов, наведе обвинителката презентирајќи ги видеата пред судот и како што рече се забележуваат 3 лица во возилото. На следното видео се гледа Цитроенот во 6:36 минути како навлегува на паркингот. Подзастанува кај хотел парк и продолжува да се движи право по паркингот кон зградата на оштетената Вања. Реното Кангу е забележан на камерите од Сейф Сити во 7:30 сабајлето на 27 ноември 2023 година, како доаѓа по Илинденска до хотелот Александар Палас, од каде се упатува кон Момин поток. Снимките кои се по 7 часот и 38 минути ќе бидат презентирани на следното рочиште, закажано за во понеделник. За тогаш Палевски најави ново барање, овој пат за изземање на двете обвинителки, односно целото скопско обвинителство. Одбраната на Палчо приговараше и за изведените видеоснимки. Обвинителството денес 4 сати изгубивме да гледаме како количиња се шетаат низ Скопје во магла и не објаснуваат како се движат по скопските улици. Сами видовте дека немаат еден елемент на действие превземено кој е предмет на кривично дело. Невозможно е сейф системот кој е на безбедносен град да не може да препозна една таблица како што тврди обвинителство дека го пребарува возилото по таблици. Ако го пребарува возилото по таблици, денес требаше да ни бидат презентирани таблиците од предметните возила кои ги посочуваше ОЈО. Тоа ОЈО не го направи. Инаку, председателот на Скопскиот кривичен суд му го одби барањето на Палевски за изземање на судијата Ивица Стефановски од судската постапка која се води за убиствата на Вања и Панче. Стефановски кажа и дека од МВР му стигнало известување дека клучниот сведок за постапката Гоце Трајковски, кој водел паралелна истрага со полицијата, е недостапен на органите на прогонот. Обвинителството не се откажува од негово сослушување доколку биде фатен до завршување на судската постапка.